Не е работата сега да дојдеш ти тука, ќе ги научиш основите работи. Ама треба, ако сакаш да бидеш daily trader, многу време да посветуваш и многу енергија, заради тоа што 90% онака од тие што почнат дневно тргување може да ги изгубат средствата заради тоа што едноставно е баш како со некој у ринг да улегнеш со Тајсон ти да се бореш, а не се спремал. Има тренинг на вештини што не се експлицитно финансиски. Вештини од типот на трпение, дисциплина, влечен. А највеќе е и тоа да ти кажеш. Ама и друго е да тргуваш со 100 евра, друго е со милион евра. Одредени правила, различни правила важат. Дури и да е истото правило, ти различно треба да доживуваш работа. Ти може си највеќи таленат моментално у баскет, ама шо ако те стамбе одма на NBA, чекај малце, ќе се посереш. Тоа е. Ти си најпрецизен, ама 2 лакта некој и ќе се посереш. Имам посебно и делче, сакам и да ги разглобиме убаво актив, пасив, дејовоно, само за некем да го забравиме делот со како беше, hedge fund го викаш? Па да. Asset management фирма е Prime Capital. За тоа најмалку ти знам и сакам колку можеш ти да ми откриеш да објасниш со тоа малце тотална различна работа сега. Да. Asset management, hedge fund, да објасни ми ги прво концептуално што значат терминиве и како се реши, како тоа е сега посебен бизнис. Што е па тоа? Да. Види, тоа Prime Capital беше? Prime Capital. Така ми текна, Prime Capital. Да. Таму бев партнер со покојниот Душко Чифлиганец, заедно го формиравме Prime Capital и цело време ќе биде дел од нашиот тим, од почеток до крај, заради тоа што имавме многу големи визии за да ги направиме и да ги оствариме. И ово сега дека сме 1% тоа што ни е било на нас зацртано се што да направиме. Почнавме од креирање на компанијата у Америка. У Нью Йорк направивме тоа е сега asset management, hedge fund, тие сите термини ќе пробам да ги симплифицирам у многу едноставен начин. Ние моментално работиме за странски клиенти. Душко заради тоа што живееше и студираше у Дубај и имаше голем број на луѓе што ги познаваше и тие ми станаа на мене голем дел и пријатели, не само соработници. И работата е како ние да можеме да водиме индивидуални портфолија на друг. Ти си бизнисмен, доктор, имаш над 100.000 евра капитал, не кеш сам да го водиш, туку сакаш ние да ти го водиме за тоа. Ние за тоа наплаќаме провизии. И ово не е концепт ние што сме го измислили, туку постои, сите го прават, мислам. Работата е дека ја имам добар трак рекорд од претходно сум направил резултати со Душко, он ги многу добро разбираше работите. Ја што ги правам, тотално се вклопивме заради тоа што имаше многу добар нетворк на луѓе и почнавме на голем број на клиенти да им водеме индивидуални портфолии. И значи моментално има 120 милиони assets under management Prime Capital, американската подружница. У Македонија бевме у фаза на откупување на веќе постоечки фонд. Готов фонд, почнавме да го откупуваме. Како се деси несреќата, мора да го врнеме назад целата процедура одново сега да ја поминеме заради тоа што не може да дадат дозвола или на починато лице, пошто таму упаѓаме како лица, они ти дават дозвола како ти дали можеш тоа да го правиш или не. И дојдовме, мислам, у таква ситуација сега моментално, инаку Prime Capital у Македонија кога ќе почне да функционира, тоа ќе биде mutual fund, дека секој ќе може да си уплаќа средства и да ги водиме. Сега за сега ние не можеме да оперираме у Македонија, таков е законот, дека ако немаш инвестициска куќа, не можеш да нудиш инвестициски услуги у Македонија. И заради тоа
ја не нудам инвестициски услуги у Македонија, туку само надвор од Македонија некаде, те пример како Дубај навеќето клиенти на нас што не се и од некои други земји. Онака, за другите земји, за европските земји, имаме партнерство со една фирма што е директен соработник на Interactive Brokers и таа е од Лихтенштајн формирана, таму е полесен начино за работа и преку нив ги онборнуваме клиентите европски и работиме со нив. И тоа е многу битно, нели? Секој ќе се запраша која е сигурност за сите работи. Повеќето мислат дека ние асет менаџерите или хедж фондовите дека кај нас парите ги зиеме. Пари сега ќе ти објаснам како функционира тоа. Ти ги ставаш парите на Interactive Brokers, на огромна брокерска платформа. И тука имаш Tier 1 банки, како JP Morgan, како Chase, како BlackRock. Така? И тука ти ги ставаш средствата и тука стоат средствата и тука се купуваат. А ние само имаме како пермисија да можеме со твоите средства да купиме нешто или да продадеме. Ние не можеме да ги повлечеме парите. Тие пари не се ни кај нас, дури е тоа на тај начин регулирано да ти средствата кои ги стаеш, името што си ги ставил, не може ни друг да ти ги повлече средствата. Да. Значи ја дури и да сакам да ти ги земам средствата, ја не можам да ти ги земам твоите средства. И така и го сватив ја. Дека да, ти само добиваш аксес. Повеќето не осваќат, повеќето мислат дека кога ставаш у инвестициски тебе у джеп ти ги дав. да, дека на мен треба да ми ги префрле парите и дека утре мене ако ме однема или било што, дека ја ќе им ги украдам пари.